Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, драги слушатели, еве не повторно заедно со нашата и ваша емисија, утринска програма Извор на надеж, која се емитува во студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. И денеска ќе бидеме повторно заедно. Ова емисија би сакал да започнеме со неколку убави мисли за надежта. Читам во Евангелието според Матеја, 4 глава, 16 стих. Народот што живееше во темнина виде голема светлина. Темнината во Библијата, почитувани пријатели, е символ на страв, на безпомошност, на грев, на неизвестност. Но Бог не го остава човекот во темнина. Тој испраќа светлина, како овде што вели самиот текст. Христос е всушност таа светлина што продира во најдлабоката тага, во најдлабоката осаменост или збунетост. Кога го прифаќаме Исуса Христа во нашиот живот, тогаш животот почнува да една зора да се појавува, една светлина, една надеж во нашиот живот, зашто се е поминливо на оваа земја. Сите ние сме поминливи, имаме рок на трајање, би рекол, но Христос е вечен и затоа нека и овој ден кој е пред нас да живееме во светлина духовна во своето срце. Да, надворешно ќе има проблеми, слушаме војни, гласови за војни, секакви неизвестности се појавуваат. Меѓутоа, ако човекот внатре го има Исуса Христа, тој ќе биде поспокоен, ќе биде мирен и надежта ќе го грее неговото срце. Народот што живееше во темнина виде голема светлина. Со раѓањето на Исуса Христа на оваа земја, Бог се приближил до човекот, зашто со паѓањето во грев на Адам и Ева во Едемската градина, човекот се оттогил, се одвоил, настанала една дупка, една провалја, би рекол, но со Христовата смрт и воскресение, човекот повторно може да се врати назад во прегратките на својот Творец, на својот Бог. Така да нека и овој ден, почитувани гледачи, Исус Христос биде извор на нашата светлина, односно на нашата надеж. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Од срце искрено благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде Исус Христ, Синот Свој. Благодарам од срце искрено, благодарам на Тебе, Татко наш, благодарам што Ти го даде
Isus Hrist, Sinot svoj, slabijot neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabijot neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinot svoj, blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Hrist, Sinot svoj. Slabijot neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabijot neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. Исус ги праќа 12 своји ученици, ги овластува и ги упатува. Глава 10. И кога ги повика своите 12 ученици, им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. А имињата на 12 апостоли се овие: првиот Симон, наречен Петар, и Андреј брат негов, и Јаков Заведеев и Јован братот негов, Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј митникот, Јаков Алфеев и Леви наречен Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариот, кој го предаде. Тие 12 души ги испрати Исус и им заповеда говорејќи: По пат кон незнабошци не одете и во самарјански град не влегувајте, а одете највеќе при загубените овци на Израилевиот дом. И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не носете во појасите ваши ни злато, ни сребро, ниту бакар, ни торба за пат, ни двојни алишта, ниту обувки, ниту стап, зашто работникот ја заслужува својата награда. А штом влезете во некој град или село, распрашајте кој е во него достоен и таму останете, додека не си отидете. И кога ќе влезете во некоја куќа, поздравете ја говорејќи: нека е мирна таа куќа. И ако куќата биде достојна, вашиот мир нека дојде на неа. Ако ли не е достојна, тогаш вашиот мир нека се врати при вас. Ако пак негде не ве примат и не ги послушаат зборовите ваши, излезете од таа куќа или од тој град
и истресете го правот од нозете ваши. Вистина ви велам, полесно ќе биде на земјата Содомска и Гоморска во судниот ден отколку на тој град. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулави. Пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве предадат на судовите и по синагогите нивни ќе ве бијат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете, бидејќи не сте вие што ќе говорите, а Духот на вашиот Отец ќе говори во вас. И ќе предаде брат брата си на смрт, и татко чедото свое, и ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат, и ќе бидете намразени од сите заради моето име, но кој претрпи до крај, ќе биде спасен. Ако ве падат од еден град, бегајте во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите Израилевите градови додека дојде Синот човечки. Нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот господар. Доста е за ученикот да биде како неговиот учител и на слугата да биде како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекле Велзевул, тогаш колку повеќе неговите домашни. И така, не плашете се од нив, зашто нема ништо сокриено што не ќе се открие, или тајно, а да не се узнае. Тоа што ви го говорам во темнина, кажете го на видело, и она што го слушате на увото, разгласувајте го од покривите. И не бојте се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат, туку бојте се повеќе од оној кој може и душата и телото да ги погуби во пеколот. Не се продаваат ли две врапчиња за еден асарий? И ниедно од нив нема да падне на земја без волјата на вашиот Отец. А вам и влакната на главата ви се изброени. Но не плашете се, вие сте поскапи од многу врапчиња. И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признаам и јас него пред мојот Отец небесен. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец небесен. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Зашто дојдов да разделам човек од татка си и ќерка од мајка си и снаа од свекрвата нејзина. И непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Кој милува татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене, и кој милува син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го земе крстот свој и не оди по мене, не е достоен за мене. Кој ќе ја запази душата своја, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби душата своја заради мене, ќе ја зачува. Кој ве прима вас, ме прима мене, а кој ме прима мене, го прима оној што ме пратил. Кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда, а кој прима праведник во праведничко име, ќе добие праведничка награда. И кој напои еден од овие мали само со чаша студена вода, како мој ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. Gospod Isuse, moj Bog.
Неведливиот свет на ангелите. Луѓето се уште малку знаат за планетата на која живеат. Се уште многу повеќе го има она што не може да се види отколку она што се гледа. Да го замислиме само неизмерниот број на атомите што се наоѓаат во воздухот. Без сомнение, тие постојат иако се невидливи. Ни самиот воздух не може да се види, но неговото постоење може лесно да се докаже. Ниту со помош на суперелектронските микроскопи не можат да се видат сите физички тела што несомнено постојат и може да се докажат на друг начин. Колку дури луѓето малку знаат за Вселената во која живеат. Библијата, почитувани, е книга што ја отстранува завесата меѓу видливото и невидливото. Низините вдахновени писатели зборуваат за постоењето и за животот на еден чудесен невидлив свет. Творецот на видливиот свет е творец и на невидливиот. Библијата ни кажува дека преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, начелства, било власти, се е преку него и за него создадено. Колошаните 1 глава 16 стих. Големиот творец на невидливиот и видливиот свет е Исус Христос, кој е образ на невидливиот Бог. Бог е невидлив, но во Христа може ли да се види и да се чуе? Апостол Јован кажува дека дури и нашите земни раце го опипаа. 1 Јованова 1.1. Врската меѓу видливиот и невидливиот свет е прикажана во Библијата, во Светото писмо, со прекрасната слика од сонот на Јакова. И виде сон, ете скала стои на земјата, а со врвот допира до небото и ангелите Божи се качува по неа и слегува. 1 Мојсеева 28.12. Библијата ни помага да дознаеме нешто за невидливите суштества во Вселената. Жителите на тој невидлив свет псалмистот ги нарекува ангели. Ангел Господов застанува околу оние кои се бојат од него и ги спасува. Псалом 34.7. Сигурно веќе сте слушнале дека некои луѓе доживеале несреќа и останале живи под необични околности, а можеби самите сте го искусиле тоа. За сите тие необични спасувања можеме да им заблагодариме на ангелите. Всушност, Библијата кажува дека секое Божје дете има свој ангел чувар кој бдее над него и го чува од раѓањето се до смртта. Сам Исус го потврдил тоа со зборовите: гледајте да не презрете едно од овие мали, зашто ви велам, нивните ангели на небесата секогаш го гледаат лицето на мојот Отец небесен. Матеј 18.10. Разни легенди за ангелите од средниот век мнозина навеле да не веруваат ниту она што го кажува Библијата за ангелите. Други пак мислат дека ангелите се духови на умрените. Некои тврдат дека тие воопшто не постојат и како и некогаш садукеите велат дека нема ни воскресение, ни ангел, ни дух. Дела на апостолите 23.8. Но што кажува Библијата за ангелите, за оние невидливи жители на небесното царство? Пред се, дали ангелите се духови на нашите покојни предци? Одговорот на Библијата е јасен и одреден. Ангелите не се души на умрените. Во тоа можеме да бидеме целосно сигурни, затоа што Библијата кажува дека ангелите постоеле уште пред да умре првиот човек на овој свет. Кога нашите прародители сгрешиле и биле оддалечени од својот дом во Едемската градина, Бог, вели Библијата, постави на исток пред градината еден херовим и огнено оружје кое се вртеше и натаму и наваму, за да го запазат патот кон дрвото на животот. 1 Мојсеева 3.24. Библијата зборува за различни редови ангели, а херовимите се еден од нив. Ангелите се суштества што ги создал Бог пред да го создаде човекот. Во писмото тие често се спомнуваат и како Божји синови. Нашиот збор ангел доаѓа од грчкиот збор ангелос, кој буквално значи весник. Еврејскиот збор за нив е малах. Во посланието до евреите читаме: што е човекот да го помниш, или син човечките да го посетуваш. Си го понизил нешто малку подолу од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил на делата од твоите раце. Евреите 2.6 и 7.
Библијата е полна со извештаи за ангелите и за нивните дела. Таа кажува дека нивната моќ е огромна. Апостол Јован рекол дека илјадници и милиони ангели се наоѓаат околу престолот Божи. Повеќе пати ангелите се појавувале на земјата со човечки лик и биле примани како гости од страна на своите гостолюбиви домакини. Еве, на пример, Божиот пријател Аврам, не знаејќи, и му кажа гостопримство на ангелите, Евреите 13:2. Неговиот близок роднина, Лот, примил на пренокиште 2 човека како патници кои всушност биле Божи ангели. И тој ги нагости, им испече лебови пресни јадија, 1 Мојсеева 19:3. Многу пати ангелите ги спасувале Божите слуги од смртни опасности. Кога министерот на персискиот цар Данило бил обвинет и фрлен во јама пред лавови за своето чудесно избавување, можел да му благодари на еден ангел. Затоа му рекол на царот: мојот Бог го испрати својот ангел и ми ја затвори устата на лавовите, така што тие не ме повредија, оти јас излегов пред него чист, па и пред тебе, царе, не сум извршил никаков престап. Данило 6:22. Кога пророкот Илија паднал во душевна криза, бил испратен ангел од небото да го окрепи и да го охрабри обесхрабрениот пророк. Го нашол далеко в пустина под една смрека. Библијата кажува: и ете ангел Господов и му рече: стани, јади и пи. 1 Царевите 19:5. Ангелите се наоѓаат насекаде околу нас, како невидливи сведоци на нашите зборови и дела. Колку поинаку би живееле и би зборувале кога би биле свесни дека не посматраат и не слушаат светите Божи ангели. Затоа вдахновениот проповедник ни дал добар совет. Не и дозволувај на устата своја да го тера во грев телото твое и не говори пред ангелот Божи. Тоа е грешка. Проповедник 5:6. Ангелите имале видно учество и во Христовиот живот. Еден ангел го објавил неговото раѓање, истиот ангел го предупредил Јосифа навреме да се засолни од Иродовиот меч. Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојде ангели и му служија. Матеј 4:11. Христов ангел го отстранил каменот од гробот и го објавил Христовото воскресение. Врската меѓу земјата и небото се одржува со посредство на ангелите, почитувани. Овие свети суштва се длабоко заинтересирани за спасението на целото човечко семејство и на секого од нас поединачно. Ангелите се определени да им служат на оние што ќе го наследат спасението, вели апостол Павле во Евреите 1:14. За жал постои темна страна на ова светла точка. Приближно 1/3 од непознатиот број на небесната војска паднала во грев и била фрлена на земјата. Овие паднати ангели во Новиот Завет се нарекуваат демони. Еден ден Бог ќе ослободи вселената од дивното присуство. Демоните за секогаш ќе исчезнат, а светите ангели ќе станат видливи пријатели на спасените на ново создадената земја. Драги пријатели, уште денеска можете да уживате заштита и помош од Божите ангели. Ако верувате во Христа, Бог ќе заповеда и за вас како што заповедал за својот син, затоа што ќе им заповеда на ангелите своји за тебе да те чуваат на сите твои патишта. Псалам 91:11. Yeah.
Полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија, почитувани гледачи, Изворна надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток овде од студијето на Адвентистичко радио Гласна надежта од Кавадарци. Денеска би сакал да ви понудам Нови Завет, интересен превод, значи од Македонското здружение, современ македонски превод на Новиот Завет, значи джепно издание. Сите вие кои сакате може да ја имате, порачете на нашата адреса, на нашиот мејл, но и на нашиот дежурен телефон, сега ќе го спомнам, 077 819 828. Значи пишете ни, ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата малце подлабоко, слободно, сега ќе ја презентираме и дописната библиска школа, значи тоа е библиски курс, бесплатен, кај што ќе може да навлезете во повеќе подрачја на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на самиот крај, драги гледачи, ви благодарам што бевте денеска со нас, ја проследивте нашата утринска емисија, која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима, ќе може да ја погледнете повторно на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Гласна надежда. Сакам да ви посакам убав ден, благословен ден да имате од Господа и сите овие денови кои се пред нас да се видиме повторно во наредната емисија, а до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Гласна надежда, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Гласна надежда. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежда. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.